Рехао, главниот водомот. Завршите на прво место во групата С, одите со 3 бода во Вараждин. Како го видов тоа што беше сработено овде во Загреб на овие први 3 средби? Па добро, веројатно не може да биде подобро. Ние пред првенството знаевме дека може да играме со секој. Дека треба да победуваме, дека треба да направиме успех, затоа ни се потребни добри игри и бодови на секој надпревар. Меѓутоа еве, сега сме тука на прво место. Пренесуваме 3 бода и се надеваме дека ќе продолжиме во овој ритам со победи во Вараждин. Следуваат дуели против Шпанија, Чешка и на крајот Данска. Што може да очекуваме, бидејќи се работи за добро познати ривали и силни во исто време? Па во секој случај знаеме кои се Шпанија и Данска во европскиот ракомет. Екстра квалитетни репрезентации, ниво на Германија и Словенија, може би посилни, не знаеме. И тука е Чешка која е како нас исто едно изненадување на првенството позитивно. Ја победија Данска, победија Унгарија, речиси на нивни терен. Така да 3 тешки противници. Добро е што имаме 3 дена пауза. Мислам дека тоа е најбитно за нас во овој момент, да се одмориме добро и да имаме време да се спремиме максимално за тој прв надпревар против Шпанија, кој секој нареден е најважен, меѓутоа од посебна важност за нас, бидејќи со евентуална победа ќе ни се отворат многу работи понатаку. Последниот надпревар против Германија те немаше поради повреда. Каква е ситуацијата и може ли да очекуваме одново да се вратиш во тимот и да бидеш секако помош за колегите? Па така беше планот. Јас мислам дека ќе за 4 дена дека ќе бидам спремен за настап. Одлуката е на селекторот. Останува да видиме, не се работи за многу сериозна повреда. Меѓутоа решивме да не ризикуваме, бидејќи знаевме нели дека поминавме во втор круг, дека не чекаат уште 3-4 утакмици, така да тоа беше заедничка одлука и јас мислам дека овие наредни 3 дена со помош на медицинскиот тим дека ќе направиме да биде све окей до наредниот надпревар.